И оваа позадина ви е веќе добро позната. Добре дојдовте во магичниот свет на кинеската кујна. Екипата на Backstage ве поздравува од ресторанот Star Ocean. Уште едно гастрономско патување кое што ќе биде исполнето со прекрасни ароми, зачини и незаборавни вкусови. Низ патувањето како и секогаш ќе не води Силвија Лиу. Добре дојде во Backstage, добре дојдовме и ние во Star Ocean. Како си најпрвин кажи? Супер, со вас секогаш супер. Добро ни дојдовте. Многу ми е мило што ќе имаме можност да ги поздравиме гледачите повторно со ексклузивни нови јадења. И пред да започнам денешната наша презентација, сакам да кажам една мисла која што сметам дека има голема вистина, а тоа е дека најголемата вредност на нештата се докажува преку традицијата. Токму затоа, преку денешните наши специјалитети, ја докажуваме традицијата на кинеската кујна, која дотира од времето на кралевите во начинот на спремање на зачините, вклучувајќи оригинални состојки, сосеви и зачини, кои што ги јаделе тоа време и ја одржуваат традицијата низ годините, да имаме можност денес да ја пробаме и ние. Еден од нашите специјалитети кој што е сега најобилен на гостите, и тоа е освежителна летна салата, која што е прв пат во нашето мени, е салатата со корен од лотос, ајсберг, соја, преубав сос со кикирики, путер од кикирики. Морам да споменам дека и покрај кинеската салата, што ни е во менито повеќе од 20 години, златно-сребрената салата, последниот месец, додека ни беше како промоција, и ја препорачувавме на сите стални посетители, оваа салата победи во изборот. И незиното име е скриена оаза. Уште еден нов специјалитет, нов е поради сосот, се ракчиња во кремаст сос. Го имаме за прв пат во нашето мени. Морам да кажам дека многу посетители обожаваат морска храна. Се почесто и почесто е гостите да ни бараат морски специјалитети. Меѓутоа, овој крема сос е многу познат во кинеската кујна, бидејќи жичката на сладко не е од класичното сладко кисело кое што го имаме во нашето мени, туку ова е микс од повеќе сосеви кој што е тајна на кујната, а тој што е заинтересиран и сака да ги проба, во моментот кој ги конзумира ги објаснуваме. Може да се види каков е сосот, жолтеникав по боја, го прават самите наши готвачи и со морско, во комбинација со морски специјалитети, ракчиње или риба, оди идеално. Бидејќи во целото наше мени најконзумирано убедливо низ годините е пилешкото месо, одлучивме да денес во нашата презентација да биде застапен специјалитет со пилешко месо, и тоа крцкаво од надвор, бидејќи крцкавите варијанти убедливо победуваат и се најбарани. Ми се на многумина. Да, на многумина, и овој специјалитет значи е свеж батак, направен во крцкава варијанта за сите обожаватели на пилешкото месо, во малце пикантен сос и нешто различно од сладко-кисело крцкаво пилешко кај нас, меѓутоа пак е пилешко, бидејќи сите оние кои што вежбаат, сакаат здраво тело, здрава исхрана, го препорачуваме овој специјалитет. И како велиме дека кинеската кујна не би била кинеска ако нема ориз на софрата, сакам да кажам дека оризот кај нас има посебен ритуал на припремање. Имаме машина увезена од Кина, оризот се вари во неа од прилика 20 на минути. Има зачини кои што се ставаат за да зрното биде меко, набабрено, за да се двои. Доколку ја немаме таа машина, која ќе се пропржи оризот во воктава, нема да биде тој квалитет. Значи, не станува збор толку за тоа каков тип на ориз се користи, колку за начинот на припремата. Освен тоа што користиме прва класа на ориз кој што е поминат низ селектичка машина, нели, за да биде зрното чисто и се тоа, нели, доволно крупно, внимаваме на квалитетот на оризот, сепак е битен и начинот на припрема. И се пропржува оризот само 10 секунди, што значи дека повеќе луѓето јадат варен отколку пржен ориз. Пржењето се прави во вок тава онолку време доволно само колку за
начините и зеленчуците се промешаат. И еден од најбараните оризи во нашето мени е лутиот ориз со брокула и кинески печурки. Кога станува збор за специјалитетите со јунешко месо, низ годините убедливо најбаран специјалитет и победник е суво луто јунешко. Станува за овој тип на специјалитет крцкава структура на месо во луто сладко кисел сос, меѓутоа луто сладко киселиот сос овде не е класичниот луто сладко кисел што го продаваме во моловите кај нас, туку ставаат друг тип на сладка жичка која што секогаш буди прашања кај гостите како може чувството на благата жичка да не е мед, да не е нели некој кетчап или слично, или од овошје да потекнува, а сепак тој баланс помеѓу луто сладко кисело во комбинација со јунешко месо да биде толку идеален. Мене лично омилен специјалитет кога сум многу гладна и сакам денот да биде полн со енергија и да издржам, си го препорачувам суво луто јунешко за себе и за нашите вработени. И на крај, како десерт, се одлучивме за здрав кинески десерт. Знаеме дека кинеската кујна не е позната по специјалитетите тешки како торти и чоколади. Во многу кинески ресторани во Кина и дури во самото мени не е застапено благо, меѓутоа затоа традиционално кинеско благо е карамелизирано овошје или карамелизирани ореви. Јас се заљубив во начинот на припрема и вкусот на оревите на овој начин. Карамелизирано, името го добива бидејќи карамелизирањето ние го правиме на лице место, а не дека оревите се во карамела. Оревите всушност се пропржени во топен шеќер во вок тава и добиваат крцкава структура поради шеќерот однадвор, меѓутоа тој вкус на благо воопшто не е јак. Парчето ореви го зимаме или овошје што посакуваме да нарачаме и го потопуваме во сад со вода и на тој начин се прави карамелизирањето однадвор и го конзумираме. Сите наши посетители кога сакаат на крајот од оброкот да остават место за десерт, не го испуштаат овој специјалитет кој што е од прилика 2-3 години во нашето мени. И за крај на ова вклучување од кинескиот ресторан Star Ocean, малку ќе уживаме во моктелите кои што се, ајде да кажеме, нови, освежителни, сладки задоволства во Star Ocean. Јас морам да споменам дека алоe вера е маст кога ќе дојдете тука и нешто што ми е мене омилено, меѓутоа ова прв пат ќе го пробам, се вика Sweet Fusion, што значи дека ветува многу. Момент. Ова е и сладко и освежително, ама во буквална смисла. Живели?